Денеска е 5 мај, ден на македонскиот јазик. Јазикот е нашето најголемо богатство, да го негуваме и да го зборуваме. На оваа тема зборуваме со нашата гостинка, директорката на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, професор доктор Елена Јованова Грујовска. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам. Благодарам, да, и јас го честитам 5 мај денот на македонскиот јазик на македонските граѓани и истовремено благодарам за вашето внимание и желбата да биде покриен денешниот ден. Да. Зошто го одбележуваме овој значаен ден за македонскиот јазик? Која е неговата историска важност? Значи, за македонците 5 мај има исклучително голема историска важност. Поврзано е уште со првото заседание на АСНОМ 1944, кога е донесена одлуката македонскиот јазик да стане службен јазик во новата македонска држава. Потоа, на 5 мај 1945 година, Народното собрание ја прогласува азбуката, кирилицата, за официјално службено писмо во Македонија и на 7 јуни истата 1945 година всушност се објавува првиот правопис. На овој начин се завршува кодификацијата на македонскиот јазик. И требаше да се најде да се одбере еден од овие денови, што ги кажавме, нели, што се битни за македонската кодификација, и во консултација со лингвистичката јавност е одран 5 мај за ден на македонскиот јазик. И ние со гордост го одбележуваме од 2019-та, кога се воведе како ден на македонскиот јазик. Секоја година институтот се труди да биде меѓу првите, затоа и годинава. Еве, во 9:30 почнува одбележувањето во Институтот за македонски јазик. Зошто го правиме тоа така? Затоа што во минативе години се покажа дека цела Македонија го слави, го одбележува 5 мај. И денес имаме многу манифестации и во Скопје и воопшто во државата. И затоа ние рековме, ајде ќе почнеме порано од вообичаено, нека биде 9:30, затоа што потоа има од 10:30, од 11, од 12, од 13, секој час почнуваат некаде одбележување на македонскиот јазик до вечер. Денеска го одбележувате денот со пригодна програма Пишуваме со кирилица. Да. Значи, со колегата Борче Арсов, кој што исто така денес ќе настапи и ќе има свое излагање, разговаравме и дојдовме до заклучок, а тоа го потврди потоа и Советот на Институтот за македонски јазик, дека треба да испратиме една порака, особено до младите луѓе, дека пишуваме со кирилица е нашата иднина, нашиот завет. Ако од 1945 година немаме друго писмо освен кирилицата, кое што е официјално писмо, нели, на македонскиот јазик, ако претходно генерации и генерации се труделе, пишувале, објавувале со кирилица, со известни, можеби ситни отстапки од актуелната стандардната македонска кирилица, тука ќе кажеме Кочо Рацин, Колен Делковски претходно, па потоа имаме пишување на драми, на македонски автори и така натаму. Значи, па оние партизанските вестници, сите што излегувале во текот на Втората светска војна. Сето тоа е влог кон македонската кирилица. И сега, ако сме се избориле со кирилица да можеме да пишуваме, останува наша должност, наш завет, дека ќе си ја чуваме и ќе си ја негуваме кирилицата. Затоа денес целиот ден го посветуваме на кирилицата. И еве, јас ќе кажам дека само со еден клик на тастатурата или на екранот се менува писмото за пишување наместо на латиница, можеме да пишуваме на кирилица. Значи, прашањето е во еден клик. Не треба да покажеме немарност, не треба да покажеме мрзеливост, туку едноставно со еден клик се префрлуваме и пишуваме на кирилица. Зошто на кирилица? Затоа што
имаме илјадници, милиони страници напишани на кирилица во минатите 80 години, кодифициран 81 веќе година, еве и втора, кодифициран македонски јазик, милиони пораки, милиони песни. Така? И ако нашите баби и дедовци, нашите родители си изразувале љубов и си пишувале писма со македонска кирилица и тоа било толку убаво и свето, зошто ние да не продолжиме така? И затоа рековме, ова е апел до сите, но пред се до младите, пишуваме со кирилица. Пишувам на кирилица. Институтот во текот на целата година има многобројни настани и активности, следуваат деновите на Благоја Корубин, еден од доаените на македонската лингвистика, голем македонист се разпит. Така е. Значи, следната среда, четврток и петок, 13, 14 и 15 мај, 3 дена ги одбележуваме 30-тите денови на Благоја Корубин. Започнаа пред 30 години со визионерската идеја на професор доктор Снежана Велковска и таа беше 25 години начело на оваа манифестација. Се разбира, откако се пензионира, активноста ја продолжија незините колешки од областа лексикологија, македонска лексикологија. И Благоја Корубин го заслужува тоа, исто како што заслужува и Тодор Димитровски, исто како што заслужува и Трајко Стаматовски, како што заслужува Блаже Конески, многу големи македонски умови, македонисти, лингвисти, кои што целиот свој животен и работен век го вградија во издигнувањето на статусот на македонскиот јазик и во описменувањето на граѓаните, но и во негувањето и воопшто во проучувањето на јазикот. Можеме ли да ги истакнеме позначајните проекти на Институтот за македонски јазик во делот на проучувањата? Да, секако. Значи, Институтот за македонски јазик во декември 2025 година, последните денови на декември, го објави првиот македонски етимолошки речник, том 1, од колегата Гоце Цветановски, професор доктор Гоце Цветановски. Значи, значајно дело и единствено и прво на македонски јазик, со кое што македонскиот народ и македонскиот јазик се вброија меѓу другите словенски народи што имаат своји етимолошки речници или работат на етимолошки речници. Потоа се работи континуирано на македонскиот дијалектен атлас, потоа ономастички истражувања се прават. Добивме согласност од владата за дополнување на електронското издание на толковниот речник, кој што го изработија колеги тим од Институтот за македонски јазик и еве сега се прават последните корекции и подготовки за да бидат пуштени првите зборови, да влезат новите зборови, дополнувањата. Нели, ова го планираме како долгорочен проект. Потоа, пред една година го завршивме проектот за јазикот и лексиката во македонската народна проза. Очекуваме наскоро да излезе уште еден том од речникот на македонската народна поезија од нашата пензионирана колешка доктор Димка Митева. Потоа дијалектолошки истражувања имаме, рековме, со атласот, еве, на современ план колешката Лидија Тантуровска исто така пријави проект кој што се работи на областа комуникологија, колешката Весна Костовска пријави проект кој што се работи и така натаму. Значи, ние сакаме да покажеме дека се што е започнато во зависност од тоа, знаете, ние имаме мегаломански проекти и се што е започнато дека ние го работиме. Во оној момент кога државата ќе смета дека треба да го покрие трошокот за неговото објавување и така натаму излегување, ние тоа го правиме. Во меѓувреме си ја вршиме нашата работа. Кога ќе дојде ред, ако Министерството за образование ги насочило, еве да речеме во моментов се уште и оваа година го финансира македонскиот етимолошки речник, ние
За другите проекти бараме средства преку култура, па нешто од сопствени извори, од продажба на книги, па нешто спонзорски, па нешто авторот самиот сака да се изфинансира, само да излезе, и на крајот од годината сме задоволни од бројот на објавени книги. Еве само сега на сајмот на книгата го видов тоа како податок кога ги промовиравме нашите изданија. Институтот во 2025 година има објавено 12 научни труда. И во 2025-та еден голем тим од институтот на чело со професор доктор Веселинка Лабровска и академик Маријан Марковиќ ја доби наградата Гоце Делчев за наука за македонскиот дијалектен атлас. Да, сето тоа се трудови и тука уште се стотици статии објавени по зборници и така натаму, учество на конференции. Колку медиумите водат сметка за говорот, за правоговорот и правописот? Не е прв пат да ви го поставуваме ова прашање, меѓутоа ете да се потсетиме особено на денешниот ден. Имате право да македонската телевизија и радио воопшто, македонската радио-телевизија, мислам дека е од оние медиуми кои што обрнуваат внимание на чистотата на македонскиот јазик и ние сме ви благодарни за тоа. Секогаш може многу повеќе и особено во оние контактни емисии, особено во оние емисии за млади, каде што за да се добие близина со слушателите, со гледачите од другата страна, многу пати младите водители сакаат да зборуваат на жаргон, сакаат да се блиски до јазикот на младите. Меѓутоа, тука треба да се има една граница. Зошто? Затоа што жаргонот влегува, има еден свој животен век и излегува од јазикот, и исчезнува. Меѓутоа, јазичната култура е таа што останува. Јазичната култура е таа што ја носиме од детството, ама ја задржуваме во младоста, за да можеме потоа, како зрели граѓани, правилно и вистински да се изразуваме. И затоа ова е апел до сите млади новинари да внимаваат малку повеќе на правоговорот, на правописот и воопшто на правилната употреба на македонскиот јазик. И за крај на овој разговор, 10 години ја организирате и манифестацијата Отворени денови. Да, тоа е наш мал јубилеј. Минатата година го одбележавме. Излегоа зад нас се од 10-те отворени денови на институтот и меѓународната конференција поврзана со Мисирков и македонскиот јазик. Излегоа 9 зборници, 10-тиот веќе се подготвува. На годинешните 11 отворени денови во октомври ќе ја промовираме 10-та книга. Можам да кажам дека побудивме интерес во светот, па имавме учесници од многу земји. Па имавме и од Кина, од Соединетите Американски држави, од Полска, од Хрватска, се разбира од нашите соседи, Црбија и така натаму, значи од Турција. Секоја година имаме гости од различни земји. Меѓународниот организацијски одбор, мислам дека води грижа доволна и мислам дека со гордост ги организираме овие отворени денови. Да ви кажам искрено, првите години беше тешко да се замисли 5 дена, од тие секогаш трајат 5 дена од понеделник до петок, што ќе правиме во 5 дена. Сега ни се малку 5 дена. Имаме толку многу активности што цела година ги смислуваме што може да бидат реализирани. Еден ден е посветен на нашите изданија, нели? Мора да си се пофалиме. Па сме имале ден посветен на нашите постдипломски и докторски студии. Па сме имале ден посветен на македонскиот правопис. Нели, годинава ќе видиме на што ќе биде посветен. Па потоа сме имале денови посветени на културата на еден народ. Например, на бошњаците кај нас сме имале, на србите во Македонија и така натаму. И сакам да кажам дека секогаш се мали. И 2 дена меѓународна конференција, нели? Еден ден свечено отворање и еве ги веќе се 6-7 дена. А ние треба да ги собереме во 5. И затоа сме исклучително горди, целиот институт, научен кадар, соработнички, технички кадар, сите помагаат во организацијата на овие 10 години отворени денови на институт. Верувам дека и денес институтот ќе биде премал за сите кои што ќе бидат дел од настанот кој што го организирате по повод денот на македонскиот јазик. Благодарам многу на одвоеното време.
Убаво е кога сте наш гостин, кога не посетувате на вредностите, се разбира си го чуваме и да си го почитуваме, да го зборуваме нашиот македонски јазик. Јас исклучително многу ви благодарам за грижата и за интересот. Само заборавив да кажам дека и професор доктор Христина Николовска, директорка на семинарот за македонски јазик, литература и култура, како представник на УКИМ и на семинарот, денес исто ќе биде гостин и ќе се обрати во институтот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на гостувањето во Македонија наутро.